Виница живее со павловденските свечености и богатата програма во чест на заштитникот и долгата граѓанска традиција. Одбележувањето започна со архиерејска богослужба, продолжи со литија и свечена седница на Советот на општината на која беа доделени награди, благодарници и признанија. Ова признание е огромна чест за нас. Прво сакам да се заблагодарам на градоначалникот и на општината. Без нив и без бизнис секторот ова немаше да се случи. За мене ова награда ми многу значи за се што сум постигнал во гимназијата и за се што имам во Виница. Ова награда ми значи многу, градоначалникот не мотивира сите со овие награди. Многу сум среќна што учев овде 4 години и што ја добив оваа награда затоа што вложив многу труд. На свечениот момент на доделувањето градоначалникот Митко Костадиновски изјави: И денот кога со особена гордост го славиме духовното, историското и заедничкото наследство на Виница. Денешната свечена седница има посебно значење, бидејќи оддаваме признание на луѓе кои со својот труд, знаење, посветеност и успеси го представуваат најдоброто од Виница. Нашите правенци на генерацијата се гордост и надеж за еднината, а сите добитници на плакети и благодарници се пример дека успехот се гради со работа, честност и љубов кон заедницата. Во име на општина Виница и во моје лично име ви упатувам искрена благодарност за се што правите. Вашето достигнување се инспирација за сите нас и потврда дека најголемата вредност на нашиот град Виница се токму незините луѓе. Настанот опфаќаше и пуштање во употреба на 2 спортски игралишта во општинското основно училиште Гоце Делчев. За мене како градоначалник нема поголемо задоволство од тоа да видам среќни и насмејани детски лица на нов современ спортски терен. Секој вложување во образованието и во младите е вложување во еднината. Затоа како локална самоуправа особена гордост ја поддржавме реализацијата на овој проект. Верувам дека секој дете заслужува современи и безбедностни услови за учење, спорт и правилен развој. Упатувам и благодарност до владата на Република Македонија, која што постојано инвестира во сите општини, па така и во нашата општина, а така ќе продолжиме и во иднина, ќе инвестираме во образованието, во спортот и се со цел нашите деца да имаат подобра иднина. Празничниот амбиент во Виница беше присутен, а граѓаните со порака. Празникот е добро за секој е празникот добро за секој човек. Да. Добро, убаво. Треба да продолжат. Убаво беше. Секој ден денеска гостини доаѓа. Добро е, добро. Павловденските свечености завршуваат утре со стендап комедија со Бојан Велевски, а која ќе се одржи во сината сала на Домот на културата Тоша Арсов.